Лабан Сејум работи долги часови управувајќи мала компанија за камиони во Мериленд. We're gonna leave it to run for a few minutes. Тој со семејството дошол во САД во 2000 година за да избега од војната меѓу Етиопија и Еритреја. Сејум вели дека е фискален и социјален конзервативец и голем поддржувач на републиканскиот председателски кандидат Доналд Трамп. When President Trump was in power, Кога председателот Трамп беше на власт, тоа беше неверојатен тип на бизнис. Знаете, пазарот беше одличен, можностите за работа беа одлични, луѓето беа оптимисти. Сејум е регистриран републиканец кој се имал кандидирано за американски сенатор на Мериленд. Тој вели дека бизнисите како неговиот ги чувствуваат високите цени на горивото, зашто ги обвинува демократите. right now, unfortunately, with the gas prices, Во моментов, за жал, со цените на бензинот кој се движи околу 5 за дизел, околу $5,5, го прават овој бизнис многу непрофитабилен. Разбирајќи дека нестабилните глобални цени на нафтата зависат од сложена комбинација на фактори, Сејум вели дека Трамп го има одговорот. Trump showed us the way to do it. Трамп ни го покажа патот да го направиме тоа. Не треба да истражуваме други идеологии. Фатмата Бари поинаку гледа нови избори. Таа дошла во САД од Сиера Леона кога имала 11 години. Бари дипломирала право, работи како организатор во заедницата и активист за граѓански права и е извршна директорка на одборот за полициска одговорност во округот Монгомери, Мериленд. Таа гласа за Камала Харис. I think Vice President Kamala Harris. Мислам дека подпредседателката Камала Харис е народска личност. Таа е личноста што ни треба во моментов за да го премости јазот во оваа држава. Бари вели дека е загрижена Трамп да биде повторно председател. I am scared. Страв ми е. Стравот од имигрантите повторно започнува. Стравот од црните и кафеавите луѓе повторно започнува. И тешко е кога личноста на врвот го предводи тоа, така што сите други се чувствуваат удобно. Бари е волонтерка во локална банка за храна и вели дека придобивките во американската економија не се подеднакво од кори за сите. The contrast basically is that the top 0.1%. Контрастот во основа е дека врвот, што е 0,1%, ги има сите пари, а ние останатите ќе се мачиме ако гласаме за Трамп. А нацијата никогаш не била така поставена. Америка стана Америка, поради работата што ја работеа работниците во оваа земја. Истражувачкиот центар Пју вели дека натурализираните граѓани сочинуваат околу 10% од гласачкото тело во САД, а повеќето од тие гласачи се тука повеќе од 20 години.